Почитувани пријатели, ви посакувам Божи благослов, Бог да биде со вас и да ве благослови изобилно. Денес имам една тема, наречена апологетска тема, а тоа е за Библијата, односно безгрешноста на Библијата. Живееме во време кога на луѓето се им е едно. Интересот е загубен за потрага по вистината. Постмодерниот човек, наместо да прашува, како што Пилат праша што е вистина, тој однапред вели, ништо не е точно. Или можеби, има вистина, но не можеме да ја дознаеме. Се е релативно. Ние луѓето, или општо луѓето земено, како да се навикнати да бидат манипулирани. И мнозина не гледаат ништо вознемирувачко во манипулацијата и лагата, кога некои тврдат дека во Библијата има грешки и недостатоци. Тие не застануваат во одбрана, туку го прифаќаат здраво за готово и не се обидуваат да го истражат таквото тврдење. Зошто? Затоа што е доволно некој познат научник или личност да го каже тоа. Учењето за безгрешноста на Библијата е исклучително важна, бидејќи вистината на секој од нас му е потребна. Исус убаво рече, јас сум патот, вистината и животот. Исус сака луѓето да ја знаат вистината. Тоа го одразува карактерот на Бог и е основа за нашето разбирање на се она што се учи во Библијата. Еве неколку причини ќе дадам зошто треба апсолутно да веруваме во безгрешноста на Библијата. Но пред да дадам тоа објаснување, ќе ви кажам нешто накусо од моje лично искуство. Пораснав во семејство каде што постојано имаше Библија и се читаше. Постојано ја гледав пред моите очи. Имаше една голема илустрована Библија и кога бев помал, сакав да ја прелистувам и да ги гледам сликите и сигурно читав од неа. Ми беше интересен случајот со Самсон, кога ја уриваше зградата со сопствените раце подпрен за столбовите. И како растев, никогаш не ја зедов сериозно да ја читам. Мислев дека таа е една црковна книга која сака да те мотивира да одиш на црква. А да отидеш на црква, таму треба да слушаш и да бидеш мирен. Па така воопшто не ме привлекуваше со години. Библијата не ја сметав книга која е од Бог дадена, туку нешто човечко кое што зборува за Бог со намера да бидеш послушен и да одиш на црква. Но ете, почитувани, сум имал сосема погрешно гледиште за оваа книга наречена Библија. Се до мигот кога случајно од досада ја зедов во рацете и почнав да ја читам, и од тоа случајно земање на Библијата не можев и не можам до денешен ден да се оттргнам од неа. Ниту пак би сакал такво нешто. Библијата ми стана најумилената книга, која постои на овој свет. Да видиме сега зошто е безгрешна оваа книга. Како прво и основно, самата Библија тврди дека е таа совршена. Зошто? Затоа што Бог е совршен и Бог ни ја даде, како дар на човештвото. Еве неколку стихови ќе прочитам. Господовите зборови се чисти зборови, како сребро, претопено во печка, пречистено 7 пати. Тоа е запишено во Псалм 12:6 стих. Потоа имаме друг стих во Псалм 19, каде што вели псалмистот, законот Господов е совршен. Потоа имаме и друг стих во Изреки Соломонови, 30 глава. Таму се вели вака, секој збор од Бог е чист. Овие тврдења за чистотата и совршенството на Библијата се апсолутни тврдења. Библијата тврди за себе дека е целосно совршена, која не остава простор за теории или за делумно совршенство. Како второ, Библијата е една целина. Што значи тоа? Например, ако за некој популарен весник се открие дека редовно дозволува грешки, тој весник брзо ќе изгуби својата репутација или популарност. За да може еден весник да ужива доверба кај читателите, во секој од своите делови тој мора да одговара на фактите на секаде.
Ете на ист начин, ако Библијата не е точна, кога зборува за геологија, например, зашто тогаш би имале доверба во низиното теолошко учење. За спасението, за Светиот Дух, за помирувањето и така натаму. Таа или е сигурен документ, или не е сигурен документ. Не може да се има доверба во книга која што на едно место зборува погрешно, а на друго место зборува исправно. Таа или зборува целосно исправно, или не. Како трето, Библијата е одраз на својот автор, на еден автор. Сите книги се од еден единствен автор, тој е Бог. Библијата е инспирирана или вдахновена од самиот Бог, преку Светиот Дух, работејќи преку човечки автори во процес наречен инспирација. Сите луѓе што ја пишувале, околу 40, од разни сталежи, биле инспирирани од Светиот Дух. Апостол Павле за ова ќе рече вака: целото писмо е од Бог вдахновено и е корисно за поука, изобличување, за да биде Божиот човек совршен во секое добро дело. Потоа апостол Петар вели дека ниту едно напишано слово не е сопствено кажување на пророкот, туку сите пророци зборувале и биле боговдахновени од Светиот Дух. Веруваме дека Бог, кој го создаде универзумот, космосот или Вселената, може да напише и книга, за да се поучиме од неа. Бог, кој е совршен, може да напише совршена книга. Тоа е Библијата. Прашањето не е само дали Библијата има грешки, туку може ли Бог да дозволи грешки? Ако Библијата содржи фактологиски грешки, тогаш Бог не ја кажува вистината. Се би било лага и неприфатливо за човекот. Ако Библијата содржи противречности, тогаш Бог е автор на конфузија. Самата Библија би била конфузна. Со други зборови, ако Библијата е полна со такви грешки, тогаш Бог не би бил тој Бог во кој ние веруваме. Како четврто, Библијата е наш судија, а не обратно. Зашто Божиот збор ги испитува мислите и намерите на срцето, пишува апостол Павле во Евреите 4 глава 12 стих. Таа длабоко проникнува во човековото битие и ги разделува душата и духот, навлегува длабоко во сршта на човекот и ги разоткрива сите намери. Забележете ја поврзаноста помеѓу срцето и зборот. Зборот го истражува срцето. Ако поради некоја причина се однесуваме скептично кон некои делови од писмото, тогаш ние стануваме судии. Така што зборот треба да се потчини на нас во тој случај, а не ние на него. Но Бог вели: кој си ти, о човече, да му приговараш на Бог? Библијата е јасна. Човекот треба да се потчини, да биде послушен на Светото писмо, а не обратно, човекот да ја суди Библијата. Како петто, пораката на Библијата треба да биде прифатена како целина. Што значи тоа? Библијата не е мешавина од повеќе различни учења, за да избираме по желба. Многу луѓе ги сакаат стиховите кои велат дека Бог ги сака, Бог ги љуби. И обично го цитираат стихот Јован 3:16, зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, да секој што верува во него да не загине, туку да има живот вечен. Таму се нагласува за Божјата љубов кон човештвото. И Бог од љубов си го даде својот единороден син. Но кога доаѓаме до некои други стихови, каде што Исус вели ни црвот не умира, се мисли на пеколот, овие стихови не ги сакаат и велат дека Бог ќе им суди на грешните. Со таков став создаваат две различни учења, дека Бог е само љубов, но не и судија на грешните. Ние не можеме да правиме избор на нешто што не ни се допаѓа, или што ни се допаѓа, и нешто што не ни се допаѓа. Ако, например, Библијата погрешно зборува за пеколот, тогаш кој ќе потврди дека зборува исправно за рајот или за нешто друго? Сето тоа ќе се сведува на човечки желби и посакувања. Но ете, не е така.
Ако Библијата не може да ги пренесе правилно деталите за создавањето на светот, тогаш каква сигурност имаме за оние информации кои се однесуваат за самото спасение? Ако историјата, например, за Јона е мит, легенда, фантазија некоја на човекот, тогаш можеби мит е и приказната или настанот за Исус. Но напротив, Бог тоа што го рекол во Библијата ја презентира комплетната слика за него. Затоа е запишано: Господи, Твојот збор е утврден на небото довека. Тоа е во Псалм 119, 89 стих. И, како последно, Библијата е нашето единствено правило за верата и практиката. Што значи тоа? Ако тоа не е сигурно, тогаш на што се втемелени нашите верувања? Исус ја сака нашата доверба, а тоа вклучува доверба во она што го вели во неговиот збор. Например, во Јован 6 глава е запишано вака, а Исус рече на 12 апостоли: да не сакате и вие да си отидете. Симон Петар му одговори и рече: Господи, при кого да отидеме? Ти имаш зборови на вечен живот. Ние поверувавме и познавме дека Ти си Христос, Син на живиот Бог. Исус беше сведок на оние кои се занимаваа, кои си заминаа од Него и Него следеа веќе. Беа 70 ученици. Тогаш тој се обрна кон 12 кои останаа и ги праша: да не сакате и вие да си заминете. Тогаш Петар проговори во име на останатите апостоли и вели: Господи, при кого да отидеме? Ти имаш зборови на вечен живот. Ваквиот став и принцип треба да го имаме сите. Во Исус е вистината. Тој е самиот вистина. И како резултат на таа вистина ни го подари писмото, Библијата. Сепак, безгрешноста на Библијата не значи дека треба да престанеме да ги користиме нашите умови или да не ја проучуваме Библијата аналитички. За нас е заповедано да го проучуваме писмото редовно и постојано. Тие луѓе кои го истражуваат и проучуваат писмото, во Библијата се пофалени за тоа, бидејќи на таков начин се расте во верата и побожноста. Ние сме свесни и признаваме дека имаме тешки нешта во Библијата, како и некои несогласување во врска со толкувањето. Нашата цел е да пристапиме кон писмото со почит и со молитва. И кога наоѓаме нешто што не го разбираме, тога се молиме, учиме повеќе и доколку го немаме одговорот и понатаму, понизно ги признаваме нашите сопствени ограничувања во лицето на совршениот Божи збор. Да, читај Библијата, учи се од Библијата, зашто само на таков начин ќе растеш духовно и ќе го запознаваш се повеќе и повеќе Бог, кој ни се откри во личноста на Исус Христос. И тогаш ќе бидеш ново создание, како што вели апостол Павле: кој е во Христос, тој е ново создание. Старото помина, ете се стана ново. Нему нека му е слава во сите векови. Амин.